Македонија е на дното на безбедност во светот кога станува збор за коронавирусот. Македонија нема на листата на Forbes на 100 најбезбедни земји во борба против коронавирусот. Македонија е на 103-тото место и е во друштво со островските држави Света Луција и Доминикана. Да, Доминикана, а не Доминиканска република. Помеѓу европските земји е на последно место. Сите земји од регионот се подобро рангирани од нас и за разлика од нас, на оваа листа, како побезбедни се оценети Грција, Хрватска, Словенија, Бугарија, Црна Гора и Србија. Значи, Македонија не е безбедна по прашање на коронавирусот. Дури и во Вухан, од каде што започна ширењето на коронавирусот, е побезбедно од Македонија. Македонија потврли во однос на сите параметри по кои што е направена листата на Forbes. Потврли по ефикасност на спроведените мерки, откривање на заразените и бројот на тестирања, ефикасност на здравствениот систем, како и подготвеност на владата во борба против вирусот. Додека сите прогласуваат победа во борба против короната, Македонија денеска најверојатно треба да прогласи капитулација. Кај нас Филипче и Заев шират опасни тези, велат дека вирусот слабеел, дека секојдневно, а тој секојдневно се шири и има се повеќе голем број на ново заболени. Секој ден има и починати. Неспособноста на владата предводена од СДСМ е опасна за здравјето на граѓаните и во целата оваа ситуација Филипче и Заев глумат нормалност и велат дека ова е новата нормалност. А Македонија се најде како прва вест во регионот, како земја која со зачуденост се говори за лошата ситуација со коронавирусот. Пред 2 месеци бројот на ново заболени беше 30 и 1 или 2 починати. Велеа дека тоа е пикот. Денес велат дека е пикот кога имаме троцифрена бројка на ново заразени и дупло од тогаш починати. Излегуваат и во јавност лажат оти се е нормално и дека се е под контрола. Сега и Forbes ги демантира и ги разнебити нивните мерки. За ова мора да се сноси одговорност. Мора веднаш да се делува во насока на зачувување на здравјето на граѓаните. Ви благодарам на вниманието.